Италијанскиот амбасадор Андреа Силвестри денес ја посети општина Штип и имаше средба со градоначалникот Сашко Николов. Поента на посетата беше развивањето на економските врски и можност компании од двете земји по силниот корона удар повторно да соработуваат и да се пронајдат меѓусебно. Многу е важно да се дискутира за економскиот развој на двете држави, особено за можностите за инвестирање како и за организирање на обуки и пракса. Исто така е значајна и соработката од областа на културата. Овде сум прв пат и навистина ми е чест да се запознаам со вашиот убав град. Македонските компании традиционално кооперираат со Италија, но компаниите од секторот чевларство од секогаш биле најприсутни во оваа земја, истакна штипскиот градоначалник Сашко Николов. Самата амбасада веќе на повисоко на централно ниво го преговара, дискутира и имаат они своји начини на кои што своите бизнисмени ги приближуваат до нашата држава и денеска заедно со амбасадорот имавме една идеја, тоа е нивен принцип на функционирање, да нашите бизнис идеи, нашите бизнис барања од нашиот град ги доставуваме до амбасадата, а амбасадата ќе ги спроведува до своите, да речеме, во својот приватен сектор во самата држава и да направиме дополнителна комуникација. Посетата на италијанскиот амбасадор за многу компании од регионот можеби е и клучен момент, бидејќи долгогодишните кооперативни траси короната во голем процент сосема ги уништи. Денешната посета според Николов и Силвестри дава нова шанса, бидејќи Италија повторно се отвара, а нашите компании имаат потреба од италијанските работодавачи. Годишната размена на стоки помеѓу Италија и Македонија е околу 600 милиони евра. Во државата се активни околу 130 компании со италијански капитал, претежно од чевларската, хемиската и металопреработувачката индустрија.